председателке, дозволивте процедурално некој тука да ни го вади знамето кое што и мое знаме. Расправата во Советот на општината за филмот за развојот на градот Битола за период од 2005 до 2017 година се претвори во расправа за албанскиот јазик и за тоа кој е поголем патриот. Советникот од ВМРО ДПМН порача дека во филмот треба да се вметнат последните протести за Македонија, двојазичните пари и како што вели редефинирањето на државата за кое ги обвини неговите опоненти од СДСМ. Се надевам дека во филмот ќе биде ставено Македонија, протестите за Македонија и протестите за овие пари со кои што го валкавте градот, со овие протестанти кои што се бориве за промена на и редефинирање на државата. На ова реагираше советничката од редовите на СДСМ Наташа Петровска, обвинувајќи го ВМРО ДПМН дека води двоен аршин во интерес на нивната дневна политика. Предпоставувам дека и тоа ќе биде опфатено во филмот за кој што зборувате. Предпоставувам дека ќе бидат опфатени и протестите кои што ги правевте против албански паралелки во нашиот град. Вие како партија со луѓе кои што седат од оваа страна во овој совет, за да потоа во 2008-2009 година објавите оглас и истите тие кои што протестираа за такви паралелки ги поддржаа. Ваш директор беше тогаш Анита Ангелевска. Не велам дека такви паралелки не треба да има. Меѓутоа зборувам за двојниот аршин. Колеги, за двојниот аршин кој што го менувате во зависност од тоа што ви е интерес на дневната политика. Советничката од редовите на ВМРО Народна партија Габриела Илиевска им порача на колегите од ВМРО ДПМН во филмот да го стават и делот во кој градоначалникот Талески помина 3 месеци во куќен притвор по истрагата на СЈО за случајот Транспортер. Колеги, ставете го во филмот делот кај што го браните криминалот на Талески со транспаренти и делот кај што го помина 3 месеци во домашен притвор. Ајде, тишина. Бидете херои, ставете го тој дел. Председателката на Советот на општина Битола Силвана Ангелевска, откако ја прекина седницата и дофрли на Петровска дека ќе го викнат премиерот на Албанија да биде режисер на филмот. Инаку градоначалникот на општина Битола Владимир Талески објави оглас за снимање на документарен филм за развојот на градот од 2005 до 2017 година, односно од моментот кога застана на чело на локалната самоуправа. Документирањето на 12 годишното владење на Талевски во Битола ќе го чини општинскиот буџет половина милион денари. Од СДСМ порачуваат зборот развојот на Битола во насловот на филмот да биде под наводници, бидејќи како што велат, вистински развој на овој град не постои.